Овие шокантни снимки се од црниот рид составен од жгура која се издига над селото Возарци. Во оваа депонија се фрлат отпадните материи од преработената руда и тоа на само 20 на метри над гробиштата и селската црква. Тука со камиони се носи отпадот за кој мештаните велат дека наликува на вулканска маса, бидејќи ноќе, кога се транспортира, свети од ужареност. Се наоѓаме во непосредна близина на местото каде што се фрла отпадот од обработената руда од фени. Мештаните велат дека во непосредна близина тука не успева ниту една овошка или зеленчукова култура. Луѓето во селото Возарци екзистираат од лозовите насади и овошните култури, но откако се рестартира топилницата, голем дел од нив се вработени во фени индустри и се задоволни од своите месечни примања. Токму во страв заради собствената екзистенција, мештаните вообичаено не сакаат да зборуваат за она што се случува во нивното село, но екипата на Нова успеа да сними неколку револтирани кои проговорија јавно. Тоа е никаква. Преку ден терат, после ноќе гаска ќе му даат колку може. Се тера до последно, и се бајде да стане колото исперија ништо, не одне не може да види црвена колото, како секој ден се пере. Абе, промени како да лиште, веќе закачиш од лиште, да сушиш. Лозито одиш се работиш црвеница. Изади се оти секој втор човек, каде ако не е вработен, ако е вработен малце, се плашат, да. Се плашат. Ја работим по лозито, не се работиш, црвеница. Како не е загадено? Може ли од бело грозди црвено вино? Оти не е загадено. Загадено е само, викам, се чуде, народот трае, даваат парички убави, ма сега не дават, ќе почне зборуваат народот сега, понамалеа малку со плата, ќе каже некој нешто. Иначе лошо. Има местна заедница, не смеат да кажат еден збор. Значи еден збор, ако каже нешто, утре го стискат таму во општина, така е. Тоа е тоа. Вака кога иде Димак Ковашче да дојде, убаво, нема јавено ни една. Ќе не знам од која е ва, сите не смее да се јаве. Тука имаше една КТВ и таа не смее да се јаве. Кој друзи е канал 5 и таа, не знам која е ва вашата, вака многу тешко дошло некој да снима. И налишта, и мириса, и дома влева тоа црнило, не само надвор, дома, врата што се отвара, джам што се отвара, дома избриш, сето е црвенило, црнило. По алишта, по снага, по воздух, луте, воздухот луте, не се дише. Ке ќе отидам на пазар, ме прашуват од каде си. Ке ќе речам од Возарци бегаат. И тие што ќе прават, што не се вработени. А тие си молчат таму, си зимаат 30.000 плата. Значи, ако изваде нешто, изваде, ако продаде. Има таму да живее, а јас што да правам? Па никој не е на работа, па чекаш од тоа. И прво питање од кај си? Ако кажеш од Возарци, нема шанса да земи. Да, бега. Од селото Возарци се упативме кон течението на реката Црна. Земјата во бавчите и на лозовите насади беше црвено-кафеава. Исто како оваа отпадна вода од фени која беше црвена, иако оџакот не чанеше дента кога ја посетивме топилницата. Ова се отпадните води од фени кои што вака непрочистени се влеваат во реката Црна, која што потоа служи за наводнување и има богат животински свет. Според нашите убедувања, таа вода дефинитивно не е филтрирана и е со висока концентрација на тешки метали, така да самото неизино внесување во водите на реката Црна доаѓа до индиректно влијание врз животот на нас, на самите консументи на земјоделски производи. Земјоделците вршат наводнување на нивните производи, прскат со оваа вода. Тие производи се наоѓаат на нашите пазари кои што потоа ние директно ги консумираме. Сакам да напоменам дека се ствара една нездрава животна средина. Освен што ја дишат прашината од фени, никој не купува од нивните земјоделски производи на пазарот во Кавадарци. Мештаните ги мачат и безброј прашања поврзани со нивната иднина, како и здравјето и иднината на нивните деца, а тоа се кои какви може да бидат последиците по нивното здравје, дали болестите се рефлексија на ситуацијата, можно ли е во овој регион да се случи еколошка катастрофа.